my heartbeat. Of my heartbeat. I said the rhythm of the music is the rhythm of my heartbeat. R-H-Y-T-H-M, you gotta let me help you take it in. R-H-Y-T-H-M, R-H-Y-T-H-M, you gotta let me help you take it in. R-H-Y-T-H-M, it's the only way we're gonna The rhythm of the music is the rhythm of my heartbeat. I said the rhythm of the music is the rhythm of my heartbeat. This vibration is your sensation. Your sensation is my temptation. So let my body do what I'm doing right now. Токму така со овој ритам, некако денеска и ќе го заокружиме ова денешно издание на Утринската. Многу ми е драго што вака преку океански ќе го поздравиме нашиот Васил Гарванлиев, кој што впрочем со промоцијата на оваа песна го најавува и својот најнов албум кој што ќе биде дело работено на англиски јазик. Меѓутоа сето тоа ќе ви го подраскажеме малку повеќе во продолжение. Васил, те поздравувам. Јас од Скопје, ти во Чикаго. Така е, добро утро. Мислам дека ова е Добро утро за нас, добро вечер за тебе. Па добро утро и за мене, 3,5 савајле. Значи, мислам дека ова е најискреното добро утро до сега. Искрена благодарност што се вели во сред ноќ стана, не знам, оваа празнична атмосфера дали ја подготви специјално за емисијата или едноставно така е. Фала ти многу. Така е, ама и Да. И да. Да, како е во Чикаго, прво да те прашам, како си ти и каква, бидејќи ние се жалиме цело време, Скопје воопшто не е ни накитано. Пред новогодишен амбиент малте не и да нема, ама како е од другата страна на барата? Од другата страна на барата, па магично е овде за Божик секоја година, која живеев и во Торонто и во Чикаго, таа магија во декември, буквално кога ќе заврши Thanksgiving, Halloween, се се претворува во магичен Божик на еден начин. Одлично. Верувам дека ја уживаш атмосферата, ја уживаш и магијата и тоа дополнително ти не знам, ти носи елан за да работиш со поголемо темпо и со поголема сила. Го погледнавме примерно спотот за ритам. Да не зборувам јас од она што медиумите го пишуваа кај нас, кажи ни каде е сниман и како успеа ти да се најдеш токму во таа локација? Значи, спотот ритам песната е снимена во познатиот Aragon Ballroom, што е една сала за концерти на А-листите. Како јас стасев до тоа? Пишува на почетокот на спотот Цркот Мам Презенц. Многу мој близок драг пријател кој се работува со таа сала. И имав честа да настапам, мини настап на таа сцена, кој дел од тој договор ни беше на мртов ден, каде што нема никој во салата, да ја добием салата за еден ден за снимање. Така да имаш и таков мртов ден? Никој да не ја користи? Да, има 2-3 неделно. И ми се погоди, значи, пак ќе кажам, ништо не е случајно. Сакав да снимам таму, многу сакав, ја добив салата. И убавото за овој спот, што тие што ги следат моите песни, е втора песна со кореографија. Значи, ова на еден начин е патувам на англиски. И исто така се фокусира на инклузивност, различности. Најубавите комплименти што ги имам добиено за песната се од девојки кои пишуваат фала ти Василе што представуваш вистинска жена во спотот. Така да песната е брза песна, го осеќате ритамот. Мислам дека баш во ова време ни е потребен еден адреналински шок на или пулс на ритам на сите нас.
Да, и некако публиката од тебе е научена да очекува изненадувања. Дали албумот кој што ќе биде на англиски, Порцелански војник, така му е преведено името на македонски, ќе биде, нели ова е само една од песните, најава за истиот, но дали и од албумот можеме да очекуваме еден многу голем адреналин и нови изненадувања токму од тебе? Па да, значи овој албум Порцелански војник е едно патување на самопранаоѓање. На еден начин крени ги своите вибрации преку своите пороци. Таму ми дојде целата инспирација за сите песни. Има 5 песни. Албумот почнав да го пуштам песна по песна пред една година. Значи ја снимав Аве Марија, каде што најавив на крајот дека јас сум тој порцелански војник на љубовта. И од таму започна првата песна Beautiful, каде што ти кажува дека ти си доволно сами од себе си на тоа што си, продолжува со Dangerous Waters, опасни води, во кој што живееме во опасни води, тоа е факт, каде што таа внатрешна порака на повисоки вибрации ти вели, како да преводам, осети го ритамот на животот, реката на љубовта. Третата песна на албумот е Ритам, каде што ние сме ритам и гледајќи го видеозаписот, намерно сакав да биде продолжение на сценскиот настап од Евровизија, каде што ја претворив таа темнина во светлина, сега сум светлина и сите имаме во нас. Сега само зрачиш, позитивно. Тоа и сите, ама дека цело време зрачам, но време е да ја споделиме таа светлина што сите имаме во нас. Таа е поентата на Ритам. 2023 ќе го донесе овој албум? Да, ќе го заврши овој албум, значи овој албум е EP, Extended Playlist, само 5 песни. Ексклузивно можам да ви кажам дека исто спремам многу голем прв кросовер албум со оркестра кој планирам да го лансирам следниот ноември, значи крајот на 23-та. Значи ти веќе имаш плановите за во новата година? Да. Одлично. Васил, ќе се враќаш во Македонија или прашање во не ми е на место? Баш е на место. Многу ми делуваш среќен, медиумите пишуваат за сите убави работи кои што ти се случија и кои што ти ги донесе оваа година, па дури и минатата. Иако Евровизијата беше онаква како што беше во време на пандемија, сепак верувам дека ти отвори многу врати низ светот, иако голем дел од вратите ти сам претходно си ги имаше отворено. Меѓутоа, верувам дека не би се вратил кај нас, а? За посета секојаш ќе се враќам. Јас секојаш си ја сакам Македонија, тоа го знаеме. Дојдов пред една година да снимам албум, не знаев дека љубов ќе се случи, дека ќе останам и ова ќе ми биде една од најубавите години. Но продолжувам напред, 100% планирам да се вратам следното лето здравје живот и дури во албумот крајот на следната година планирам 1/3 од тој да биде на македонски. Како што планираш 1/3 да биде на македонски? На македонски, да. Значи сепак она што го носиш тука останува и понатаму да го негуваш. Сега каде си лоциран во моментов со живење? Чикаго станува твојата дестинација? Таму има голем број на македонци, верувам дека можеби контактите ги имаш и со нив, меѓутоа можностите за соработка ти се отвори и со голем број на странци и луѓе кои што циркулираат и функционираат таму. Колку е полесно таму да се успее, да се поврзеш со луѓето, да ги оствариш своите идеи и замисли? Абе, многу е лесно, на еден начин многу лесно и многу тешко, го имаме правено, тоа е муабет. Важното е да знаеш што сакаш. И многу често кажувам, пази што посакуваш, зашто ништо не е сакано. Значи да имаш таа визија, таа цел, најважното не е каде си, но колку си упорен во тоа што го правиш. Пијаното позади тебе, секојдневно го користиш. Сега ми дојде една идеја да ми засириш, ама не знам во 3:30 пополнок да не разбудиме некој таму. Ќе разбудиме, така нема шанса. За следниот пат 100%. За следниот пат, ама ќе треба да се договориме кога тука ќе биде ноќ, тама да биде ден. Сериозно, да. Што друго, освен музиката која што ти е љубов, секојдневие, уживање, животна определба, што друго те прави среќен во Чикаго? Како минуваат овие денови и генерално изминатава цела година за тебе живеејќи таму? Па, да се навратам на последните неколку недели, мајка ми конечно дојде да ме посети, така да тоа ми беше многу убави 2 недели заедно. Последните 2 недели имав продуцент овде, значи го гледате на еден начин мојот креативен хаб, каде што креирам музика.
продуцентот ми дојде што ги спремавме следните песни за Порцелански војник. И така, едно времето го минува многу убаво. Јога, фокусирајќи се на себе, креативно. Кучињата се тука. Кучињата се тука и многу ми е мило што Спиеш во спи. моментов? Се плашев да немаме некаков бурен. Можно и да имаме, ама... Да. Чорапите поставени зад тебе ќе донесат магија повторно годинава, тоест во новата. Очекуваш? Да, и ви ја праќам право на Да. сите вас. Така е, да. Секогаш ми е уживање разговорот со тебе и често можам да забележам дека во интервјуата ја споменуваш онаа мантра пази што посакуваш, може да се оствари и навистина ништо не е случајно. И верувам дека многу од тие работи те донесоа денес да бидеш онаму каде што си, да бидеш дел и од салите за кои што некогаш си мечтаел, а во кои што творат и функционираат на вистина музичари од А категорија, како што спомена и ти. Ти посакувам, Васил, 2023 да биде уште побурна во секое поле и да донесе многу успеси, ама никој пат да не заборавиш тука во Македонија. Нема шанса да ве заборавам. Фала ти многу и голем поздрав до сите. Среќни празници и пак бидете своји, бидете упорни. Успеете. Ете така. Те поздравувам, срдечен поздрав на вистина од тука, од Македонија, од Скопје, среќни празници и секако вака да се слушаме и да те лоцираме на секаде ни светот само за убави работи да споделуваме.